Јас влегов со многу мала улога во таа серија. Слугинка која што живее во домот на главните протагонисти и антагонисти, се шуња, отвара врати, затвара врати. Се шегувавме со колешката која што исто така играше слугинка, као кој ќе не замоли некој, може ли да ја затвориш вратата, ние викавме не си ја носам работата дома. Така почна мојот лик, но наеднаш почна да се пројавува интерес кај публиката. Те засека публиката? Па јас така сакам да верувам. Ти си Биби од светот на Биби, за оние кои што не знаат, најомилениот детски лик во моментов, затоа што тоа е единствен цртан на македонски кој континуирано создава. Што го врти актерскиот свет? Ако ги прашате оние кои што се фанови на турските серии, тогаш тоа е тоа. Доколку зборуваме со светската јавност, тогаш тоа е вештачката интелигенција, а доколку зборуваме со децата, тоа е светот на Биби. Зборувам со актерката која има доста добри информации за сите горе наведени, затоа што била дел од нив. Зборувам со Сладжана Војошевиќ Џаџа. Здраво! Здраво. Како Ти си? благодарам прво на поканата. Одлично. Што го врти твојот свет? Професионално, така? Па секако. Имагинација и креација. Ти си Биби од светот на Биби, за оние кои што не знаат, најомилениот детски лик во моментов, затоа што тоа е единствен цртан на македонски кој континуирано создава и веќе стана нешто што е прифатено во целиот свет. Меѓутоа, кога се бирал гласот, ова јас сум го раскажувала кога работев таму, така да го знам моментот, кога се бирал гласот на главната актерка, стигнале многу гласови од најразлични актери, меѓу кои што и твојот. И самите деца си го одбрале твојот глас да биде гласот на Биби. Како се чувствуваше тогаш? Затоа што децата не лажат. Да, тоа е најубавиот комплимент. Најубавата критика што некојаш сум ја добила. Дека буквално, нели ние како актери секогаш одиме на кастинзи, секогаш го има тој момент каде што чекаш дали ќе си избран и слично, ама тука директно потенцијалната публика го бира актерот кој што ќе го креира тој лик, што многу зборува пред се за продукцијата која што стои за светот на Биби. Значи, таа него ти ги запозна Жарко, Коко, Маријан, луѓе кои што го препознале недостатокот од такви содржини во нашево општество и вложиле максимум да смислат содржина која што ќе ги пополни тие дупки. Некои од нив се млади родители кои што секојдневно се соочуваат со своите деца кои што се во недостаток на такви содржини и на тој начин успеваат да најдат решение за ситуацијата и тоа решение не само што функционира, него ден за ден буквално расте и поставува некаков тип на стандарди за се што после тоа ќе следи. Така. И е инспирација за следни проекти од ваков тип. Така што самиот тој момент дека тие фокусот го даваат на тој кој што ќе биде публика. Значи не размислуваат за тоа чека да земе некоја многу популарна глумица која што ќе чека да земе ова, чека да земе. Не, тие го даваат целото внимание на публиката која што ќе одреди кој ќе биде гласот кој што ќе ги шири тие вредности. Но јас популярноста си дојде затоа што јас сум била заедно со тебе на концертите. Тоа е нешто неверојатно, буквално ме потсети на времето кога јас сум трчала на концерти на Тоша Проевски, каде што реки деца доаѓаат за да ја видат Биби, за да се сликнат со неа, за да ја слушнат, за да играат тука заедно со неа и така натаму, и баш ги правите низ цела Македонија, нека одите локално, што е супер, не сте само во Скопје. Интересно ми е тоа, кажи ми како е да се биде еден од омилените ликови на децата, тие не ти го гледаат лицето, ама тоа си ти на сцена. Да, еве овој проект конкретно ми укажа, ме потсетува одново и одново дека актерот
има неколку инструменти со кои што може да ја пренесе својата креација. Значи на почетокот кога ги нека оди снимаме робот да прави концерти. да, на почетокот кога ги снимавме сказните, сватев дека единствена алатка со која што можам да действувам и да допрам до публиката е гласот. Сега кога се појавија нели настапите во живо, буквално го имам гласот, го имам телото, но го немам ликот. Значи јас зад маската правам безброј фацијални експресии, многу често се зезаме дека треба да се стави едно камерче да ме види како правам со ликот, а никој не ме гледа во суштина. Меѓутоа тоа е неизбежно за да креацијата биде природна и искрена. Да, навистина имаме. Мене ми е најголем полноч за батерии. Секој жив настан во било да е во општините, било да е во Скопје. Значи, тоа е нешто кое што е неверојатна љубов. Значи, не можам да го објаснам тоа чувство со зборови, тоа е магично чувство. Има безброј смешки кои што се случуваат во текот на настапите, затоа што децата се, како што рече, најискрени и деца. Имаше во еден настан, баш беше, мислам дека пред ГТЦ, пред продавницата Биби Верзум, и во еден момент, тогаш беше водител Ана Јовковска и им даде микрофон на дечињата да поставуваат прашања. И едно дечињата ме прашува: "Биби, како се презиваш?" А до тогаш немаше Биби презиме? А до тогаш па и се уште нема, бидејќи нели моментот е да биде универзален производ, мислам да не се дава презиме, туку пак е имагинарен лик. И ја викам, леле, сега што и да кажам, може да однесе во многу погрешна насока целиот проект. Мислам, тоа после ќе диктира понатака како се одвиваат работите, што е исто уште една голема одговорност. И јас само детски пробувам да се извадам и викам: "Леле, другарчиња, па јас заборавив како се презивам." И детенцето кој што ме праша, го направи најблагородниот чин што постои, го прават само децата. Тој толку многу се солидаризираше со Биби, што рече: "Биби, немој да се секираш." Па еве јас заборавив како се викам. И вака седам и викам, значи детето ја спаси Биби. Да. Ја спаси да не е незгодно во една ситуација, нели, да не е срам. Тоа е нешто кое што го прават само децата. Тие се толку магични, толку искрени, толку добар пример за правилно добро однесување, што е неверојатно. Јас ти покажав тебе едно видео, сакам да го искоментираме. Пази, човекот кажува нешто на, да кажеме, англиски јазик. Тој кажува реченицата на англиски и потоа вештачка интелигенција го зима тоа видео и тој потоа ја кажува на некои други јазици. Например, на португалски, на, не знам, турски, индиски и така натаму. И тоа е интересно, еве за некој како мене, што може би ќе сака да си направи подкаст на тој јазик и само Artificial Intelligence ќе ти го преведе и некој може ќе му биде интересно да го слуша. Меѓутоа, од друга страна, за актерите кај нас може да биде проблем затоа што знаеме дека многу актери работат синхронизација, се вработени во телевизиите или се ангажирани за да синхронизираат нешто. Да не зборуваме за оние кои што синхронизираат анимирани содржини. Па уште и на повеќе јазици, ако се навистина, тука уште полесно тоа може да се направи. Ама ова е језиво колку е реално за сега, а рачунаме дека ќе станува уште по-реално со тек на време како повеќе се користи. Ќе се напредне технологијата да може да ги фати сите нијанси на гласот, сите емотивни изрази, да ги долови. Да, тоа е движењето на устата го зема буквално, значи тој момент го има. Што мислиш, како тоа ќе се развива? Вештачката интелигенција ти е тебе секако сфера на интерес, па морав да те прашам. Да, мене, еве, докторската тема ми е некаков зачаток на вештачката интелигенција, значи како нека основа за тоа што се може во иднина да се случува со вештачката интелигенција. Меѓутоа, во конкретно овој пример, тоа е многу практична алатка. Значи, буквално одиш во Египет, не знаеш, не можеш да се разбереш на улица, си го снимаш прашањето, го даваш, ти го преведуваат и е супер. Меѓутоа, кога станува збор за креација, тука веќе станува збор за
многу подлабока суштина, значи не е само да се изговори текстот, не е само да се кажат зборовите. Значи ако беше така, тогаш самите автори на текстовите ќе ги читаа своите текстови, така Да. еден Софокле уште во античка драма, никогаш не бил добар актер затоа што едноставно он бил прекрасен извонреден автор. Меѓутоа едноставно не знал да ги исчита тие текстови така добро како што еден ден го направил тоа Теспис. И затоа тој се издвојува како првиот актер во историјата. Така што тоа е многу специфично и е многу комплексна работа и се уште сметам дека е далеку технологијата воопшто да може да го има уметничкиот капацитет што го има уметникот. Значи, Ама не мислиш дека кај дел од сериите ќе се случи тоа или Сигурно например ќе се Netflix, случи. извини, го следиме на, да речеме, јас ја гледав Squid Game со надсинхронизација. надсинхронизација англиска, или сега не е совршена, ама ова видео кое што го видовме, би ја направила многу посовршена, затоа што истиот актер го имаш, истиот глас го имаш, и тука веќе можеш да добиеш нешто по... како гледаш зборува. Сигурно може тоа да се направи. Од друга страна, надсинхронизацијата на веќе постоечки филмови, каде што веќе имало некој актер кој што го искреирал својот лик некако, и сега улогата на вториот актер, односно оној што прави надсинхронизација, е имитирачка. Значи не е креативна, туку е имитирачка. Значи тој треба да го гледа постојано липсингот на актерот кој што е авторот на тој лик, и при тоа да ја следи говорната негова динамика, значи буквално е во позиција на имитатор. Тука би ја издвоила Биби, бидејќи повторно е надсинхронизација, меѓутоа е поинаква. Зошто? Затоа што јас го снимам гласот на Биби и врз основа на тоа се прави анимацијата. Така што јас сум дел од авторите на креацијата. За разлика од овие надсинхронизации на веќе постоечки серии или филмови каде што се снима само на друг јазик, улогата на актерот и јас сум била во таква улога, значи веднаш по дипломирањето надсинхронизиравме цртани филмови кои што се од странска продукција и ги надсинхронизиравме на македонски јазик и можам да ја осетам разликата, значи јас сум буквално сконцентрирана да ја сместам македонската реченица во странската реченица, да го погодам липсингот на ликот, да погодам да ја изимитирам таа говорна динамика и слично. Така да верувам дека тоа машината може да го прави. Машината имитира. Машината се уште сметам дека го нема капацитетот да креира. Може да креира некои технички работи, меѓутоа уметничкиот аспект мислам дека е се уште многу слаба. Не велам дека тоа во иднина нема да се развие до степен да биде добро како човекот што може тоа да го прави, но тоа не го спречува човекот да престане да креира. Така што од тој аспект јас како уметник кој што сум постојано гладна да креирам и да создавам, мене не ми значи дали као што не се споредувам себе си со други актери кои што се извонредни во некои области, во некои други креации, не се споредувам ни со машината која што можеби ќе биде извонредна во некои своји креации. Јас се споредувам со себе си од вчера. Можеш и ти. Правите. Мислам, така што да, може да го трошиме времето и капацитетот на тоа леле да не го направи, да не биде подобра од мене или не знам што, ама мислам дека е погрешно потрошена енергија. Многу млади мечтаат да станат актери или да работат во креативни индустрии, па потоа се предомислуваат и затоа сакам да донесам и луѓе како тебе кои што се успешни во тоа што го работат, а работат континуирано креативни работи и проекти. Но на што мене ми е интересно, ти се вработуваш во турскиот театар кај нас и го научуваш турскиот јазик, односно го зборуваш скоро на ниво на native speaker. А го учиш во Истанбул како студентка, не си турчинка, кај нас имаме турска заедница, меѓутоа ти го учиш заради студии. Раскажи ми малку повеќе за студиите во Истанбул, во центарот на продукцијата на оние турски серии кои што голем дел ги гледаат. Да, по дипломирањето на факултет за драмски уметности, многу размислував, интензивно размислував каде да продолжам на студии надвор. Аплицирав на
разни академии, меѓутоа финансискиот аспект ме спречи да бидам дел од, да живеам и да студирам во други земји. На голема среќа во тој момент дознав за стипендијата која што ја доделуваше турската влада, тоест владата на Република Турција, која што буквално покрива се. Значи, борувам авионски карти во два правци, за да отидеш да студираш и кога ќе завршиш да се вратиш, смештај во студентски дом, џепарац, значи дневни трошкови, тоест месечни, и комплетно студирање, од кој што е опфатена и цела година за изучување на јазикот и сите години студирање за мастер или докторски студии или додипломски. Во случајот мене ми требаше мастер студии кога заминав, но јазикот почнав да го учам пред да заминам во Турција, кога уште не знаев дали ќе ја добиам стипендијата, се со цел, нели, да сум благовремено подготвена за сите предизвици. Се запишав на курс во Турскиот културен центар Юнус Емре. Имав извонредни професори кои што на вистина ме заразија со љубов кон јазикот. И од таму, ето, поздрав до Фејхан, Мелахат, на вистина извонредни професорки и професори. Како што го почнав да го учам јазикот, дознав дека ја добив стипендијата, заминав во Истанбул, го доучив јазикот на тој курс кој што го обезбедува стипендијата и се запишав на мастер студии на Истанбулскиот универзитет на Државниот конзерваториум, одсек театарска актерска игра, и бев единствен студент. Немаше други на мастер. Мастер студии. Во тој момент немаше други пријавени. Тоест имало пријавени, баш потоа професорот ми кажа, но тој ги одбил, а бидејќи јас бев стипендист, на почетокот не смееше да ме одбие. Добро, потоа беше среќен дека не тоа. Да, инсистирав, викам дајте ми шанса. Значи не може, ама јас оваа година не сакам да отворам катедра, ама нема, не сакам. И буквално првиот семестар беше само докажување, континуирано, на јазик кој што ми е тазе научен. Јас се обидував да докажам дека вредам, да бидам таму, да студирам и да завршам. Учиш турски јазик, го научуваш, докторираш на нивните факултети, баш во насока во која што спаѓаат и сериите, а јас најдов интересна информација дека околу 1 милиарда е самата индустрија за производство на серии, односно 1 милиарда има извозот само во странство, извезуваат серии во над 150 земји во светот, што е навистина огромна една големина и величина на продукција и ти одлучуваш од таму да се вратиш тука. Како ја донесе таа одлука? Многу често ме прашуваат зошто се врати. И јас ке речам, ја не се вратив, јас продолжив. И во моето патување јас навистина продолжив. Географски, може би сум се вратила, но навистина го доживувам тоа како едно продолжување многу чекори напред, од аспект на тоа дека сето она што го замислив, па дури и повеќе од тоа, бидејќи јас стварно навистина замислив само дека ќе заминам да завршам мастер и ќе се вратам. Јас останав 7 години во Истанбул. Ги направив, нели, бев дел од тие сите проекти кои што ги споменат, турски серии, кратки филмови, театарски представи и само што докторирав, значи како што ја одбранив докторската, и ја пуштив за објавување на сајтот на универзитетот, се отвори конкурс за вработување во Турски театар во Скопје. И така си дојде тука, и во некако театар. ми се виде тоа како интересен знак, а и плюс во тој период интензивно ја читав Галево од Джонатан Ливингстон, каде што има една многу убава мисла, која што некако ми беше многу символично и како знак си ја доживеав. Таму вели ќе се вратиш, нели? Ќе се вратиш на твоето јато и ќе ги научиш и тие да летаат, нели? Се врати да го пренесеш знаењето затоа така што си го учела. доживувам сето ова. Да, бидејќи знам дека не секој во нашата земја има можност да отиде надвор и да види како и што се изучува надвор. Јас како некоја што била надвор и се соочила, сум стекнала некакви знаења, искуство таму, навистина чувствувам некоја голема потреба сето тоа да го
предадам, да го разменам, значи да Да. не остане само кај мене. И така да во тој момент како што се отвори конкурсот за вработување во турски театар, ми беше понудено и да бидам демонстратор на факултетот за драмски уметности. И знам дека студентите те сакаат многу. Тоа тие ќе си кажат. Добро. Ама Тие што јас сум слушнала дека доаѓаат кај тебе. Да, тоа би ми било навистина драго и на крајот од денот не е ни битно мене многу да ме сакаат, битно е да научат учат нешто, да Добро. го примат знаење. Добро, значи строга професорка си вака според ова што го слушам. Само да не се сватиме погрешно, затоа што многу често се мисли дека некој е отишол во странство, па ако не успел се вратил. Ти веќе почна да глумиш и во проекти кои што се, да кажеме, покомерцијални и помалку комерцијални. Од овие комерцијалниве се појави во 3 серии. Како изгледаше тоа искуство и каков е тој свет на тие поголеми серии кои што ние ги гледаме и мислиме дека се многу комплексни продукции, барем од оваа гледна точка тука, иако нели не се филмови, а да не зборуваме дека Турција има и Netflix продукцијата која што ти стоеше тука некаде во близина околу Истанбул. Да, додише во периодот кога бев јас во Истанбул, се уште не беше толку актуелна Netflix. Netflix стана, се чини, во текот на пандемијата, кога јас веќе се вратив. Тогаш почна интензивно да се прикажуваат турски, има цел канал со турски серии и филмови на Netflix. Во сериите во кои што јас имав прилика да играм, се многу интересни, особено од аспект на актерот, зашто? Затоа што се снима многу интензивно, многу брзо и во краток временски период. Значи, буквално во 4 дена ние снимаме епизода од 2 часа. Значи, една епизода е како еден долгометражен филм. И тоа многу долгометражен филм, значи не е повеќето се сати пол, ова е 2 часа буквално. Ние што викаме кога ќе заврши. Заврши, да. И така што таму научив учев, не би рекла дека се уште дека нешто многу сум го усовршила тоа, ама како во краток временски период да го дадам максимумот, бидејќи на првите снимачки денови јас мислев сега ќе правиме 5 тейка за истата сцена. Ако може, јас сега да пробам и ова, и ова, и ова. Не, одиш, снимаш, ако има некаков технички момент како грешка или слично пречка, тогаш се повторува кадарот. Ти како актер треба да го дадеш максимумот во првиот, евентуално вториот тейк. Скоро како пред публика ти доаѓа, така? Буквално како театарска представа што е сега и овде. Меѓутоа, и тоа ми беше многу тешко да го сватам, бидејќи јас бев многу повеќе имав искуство во театар отколку пред камера. И не знаев што точно, како се одвиваат тие работи. Исто така и комуникацијата со актерите ми беше многу необична, бидејќи многу се снима. Кажи ми некој пример за комуникација, Ива, за тоа што си добивала баш и улоги кои што имале комуникација со главната улога или не знам некои такви битни споредни улоги. Кажи ми како изгледаше тоа. Првата серија во која што добив, сам си бев на кастинг, ја добив улогата. Сценариото е всушност, тоа е интересен момент, сценариото на Сема Али, која што е дипломиран драматург на факултетот за драмски уметности. Таа е турчинка, како етничка припадност, меѓутоа заминува, родена е тука, заминува во Истанбул и интензивно почнува да работи како сценарист и на филмови, и на театар. Нешто со врски ова беше? Сега ќе си кажам, искрено, не се жалам. Таа како што замина во Истанбул, како што ја замина во Истанбул, нормално се видовме, се сретнавме и таа ми спомна првен дека работи театарска представа и тогаш мене навистина ми беше многу основен турскиот јазик. Таза го изучував. Меѓутоа бев многу кне, што се вели народно, и стварно многу работев на јазикот. И таа ме покани на кастинг за представата пред се. Малечката се вика представата и е базирана на познатиот Роберто Зуко текст на Бернар Мари Калтес. Да е многу интересен текст, неизина преработка. И ми ја понуди кастингот, јас си бев на кастингот, таа ми рече супер, имам една
помала улога за тебе, но убава. Потоа испадна дека не е само една, неколку улоги во таа представа. Играв со Филиз Ахмет, која што беше тогаш навистина многу популарна и се уште е во Турција, и тоа за мене беше еден нов свет. И како што завршивме ние со представата, ја игравме и тука, и таму, и на фестивали и слично, Сема ми пријави дека пишува сценарио за телевизиска серија и дека има еден лик кој што е од Молдавија, се вика Вера. Совршено за И тебе. дека можеби мојот турски добро ќе се вклопи во тоа. Повторно си бев на кастинг, бидејќи таму, веруете, никој не може да те протне. Мислам, стварно, дури да те протне, Мора да се во докажеш. еден момент публиката е таа која што одлучува. Значи, јас влегов со многу мала улога во таа серија. Слугинка која што живее во домот на главните протагонисти и антагонисти и се шуња, отвара врати, затвара врати. Се шегувавме со колешката која што исто така играше слугинка, као кој ќе не замали некој, може ли да ја затвориш вратата, ние викавме не си ја носам работата дома. Така што така почна мојот лик, но наеднаш почна да се пројавува интерес кај публиката и наеднаш од таа Вера која што отвара врати се почна да ми се пишуваат реплики кои што ги прави главните интриги во домот, ги прави зврчките меѓу протагонистот и антагонистот. Те засека публиката? Па јас така сакам да верувам, бидејќи други ликови кои што беа многу побитни на почетокот во истата серија почна да одат во странство и да ги нема, и тоа мене ми отвори една сосема нов аспект. Сватив дека всушност во овој тип на телевизиски серии публиката е таа која што диктира некогаш и како ќе се одвива приказната во самата серија. Сакаш да ми кажеш дека е лайв, значи они некогаш, пишуваат да. некогаш така како што ќе одговори публиката. Значи, практично. главната срж на приказната нормално си ја имаат сценаристите, тие ја диктираат главниот костур на приказната. Меѓутоа, сите оние споредни епизодни ликови кои што се јавуваат, доколку ги освојат симпатиите на публиката, они си пишуваат постојано, значи секоја серија телевизиска си има Instagram followers, има Facebook. Добро, Facebookот не е толку популарен, каде што буквално доле под секоја објава на новата епизода се пиша кај се овие двајца, зашо овие двајца, дајте ги тие двајца повеќе, дајте го ова. Значи таа треба да се заљуби во овој, зошто? И после неколку епизоди гледаш дека ти стига нешто слично во сценариото и сваќаш дека всушност многу голямо влијание има публиката на тоа како ќе се одвива приказната, што за мене беше многу интересен феномен. Да. Веројатно некоја бизнис логика има за тоа дека ја следат публиката и оние тоа е мач со две фасцинантниоштрици, ако ме праша мене некој како уметник. Првен за како актер. Да, како актер ми е многу тешко. Значи во последната серија во која што играв, на почетокот добив опис на ликот каде што пишува дека е многу скромна, повлечена девојка која што е невина, има партнер, меѓутоа е срамежлива и слично. Во трета епизода го изгубив бебето. И јас бев чекај да мате, не знам дека бев трудна. Така што има некои моменти кои што се многу откачени. Да. И се голем предизвик за актерот, морам да кажам, бидејќи мора да си во тек на сите случувања што ги диктира. Да следиш што пишуваат на Инстаграм за ликот, за тоа што... Не, тоа не го правам никогаш, не. Добре, јас си викам чисто како една опција. Да видам што ме чека. Да видиш што те чека па баш, затоа и мислам, да видиш дали ќе остане таков ликот каков што почнал. Си го мислев, јас. Ама викаш ај подобро не. Подобро не, нека ме изненади сценариото. Сега интересно е колку се популарни тие турски серии, посебно во Турција, мислам и кај нас се многу популарни. А и низ целиот свет. Јас најдов написи за тебе на сите можни јазици, не знам, на португалски имаше и на ред други. Ти пришле некогаш луѓе за серијата нешто да ти кажат? Да, добро, првите две серии имав навистина мала улога за да не биде нешто нели многу впечатливо, меѓутоа во третата улога каде што бев така битан лик, во тој период живеев во студентски дом
И мојот лик правеше мислам, еве конкретно Кристина се вика ликот, Тој е од Зврчките? таа е од Русија, па бев, мислам, мојот лик беше уценет од главниот негативец, да ја расипе веридбата помеѓу главните протагонисти. И бев, како лик, нели, беше приморана да глуми дека е љубовница на вереникот. Со тоа да ја расипе, нели, веридбата. И требаше да лажам, требаше да правам се, меѓутоа, нели, сето тоа беше многу приморана, она беше добар лик како карактер. Длабоко во себе. Длабоко во себе. Живеев во тој период во студентски дом и еден ден на скалите една од хигиеничарките ми пријаѓа и ми вика: "Ти си Кристина?" И јас првен се сецнав, викам: да, како ја гледате серијата?" Ја гледам, душа, ја гледам, ама те молам, кажи ја вистината. Значи, цела вечер не сум спијана. И јас вака, и се вака првен во шок, многу ми ласкаше тоа дека некој ме гледал, некој ме препознал, ама после си велам, ама тоа е серија, тоа е глума, тоа е цела, нели, тоа е приказна. И сватев дека Ја кажа ли вистината, слажа? Не, бидејќи тоа беше уште по-примамливо да се гледа повеќе. Не го напишаа тоа во епизодите, сам негде при крајот, нели, се разоткри приказната. Меѓутоа, тој нејзин коментар ме испровоцира да размислувам зашто така луѓето се соочуваат толку реално со приказните. Мислам, ми ласка до некаде дека ние многу добро тоа реално сме го одиграле па за да се соживеат, меѓутоа потоа почнав да истражувам и да читам и да видам дека всушност многу често има една група на луѓе во Турција која што буквално живее за телевизиските серии. Значи во домовите се прави распоред. Овој ден е за таа серија, тогаш мајката гледа, во овој дом гледа тој, во толку до толку е таа серија, се гледа тоа и тоа е како главна преокупација на денот, на секојдневието на некоја категорија на луѓе што живее во Турција. И дури слушнав и некакви анегдоти, кои што не сум сигурна дали се вистините или не, меѓутоа еве во Добро, да кажеме дека ова може да не е точно, да, ќе провериме нека. По серијата што е Долина на волците, што се прикажуваше и кај нас долго време. Знам, памтам, мафијашка никако да заврши, Да, беше. Во некоја од епизодите некој од ликовите починува и се закажува негов погреб во таа и таа џамија, тој ден. И се појавуваат многу луѓе тој ден во вистинската џамија да му одадат почит на тој што починал, соживувајќи се дека тоа не е лик, туку е жив човек, мислам, постоечки човек. И датумот на погребот е тогаш и тогаш, да. И сега, мислам, тоа зборува за моќта што ја имаат сериите. И колку тоа може да биде злоупотреба, нели, да се користи една телевизиска серија и како алатка за ширење на некоја негативна пропаганда, но истовремено има моќта да се види другата страна на паричката, значи да биде нешто кое што ќе ги шири правите вредности, ќе поттикне некакво критичко размислување и слично, меѓутоа алатка е, па сега како ќе се искористи, во чии раце ќе падне всушност, кој ќе го стисне копчето. Да. И така што мене тоа ми беше многу фасцинантно, бидејќи ние тоа го немаме тука. Ние немаме таква пасија ние први немаме ни толкова индустрија. За Касандра сега, те молам. Да, не, зборувам за македонска продукција, нели, кај нас за жал сериите не се до тој степен, ја немаат до тој степен моќта да диктираат начин на размислување, начин на облекување, начин на однесување, начин на... Од друга страна, турските серии се исто така одличен момент за туризам. Значи, за промоција на... Да, тие нудат, мислам, ако ништо друго кај нас, еден куп луѓе заминаа за Истанбул заради тој прекрасен Босфор кој што е во секој втор кадар од телевизиските серии од Турција што ни доаѓа. Така што Па и не е само Турција, ако ги погледнеме и американските филмови, најчесто нели тие се случуваат или во Њујорк и серии, или во Лос Анџелес и така натаму во главните туристички центри каде што голем дел од луѓето одат за да ги видат тие дестинации, не само
од кај нас, многу и помалку од кај нас, меѓутоа целиот свет е фасциниран од тоа што го гледа на тие филмови. Да. Така што тоа е стварно добра алатка и ние почнавме чат-пат нешто да ставаме на Netflix. Да, така што можеби ќе ни тргне. Да, добро, убаво пробивање на мразот беше тоа. Да. Со сестри на Дина Дума. Успеваш со својот квалитет, ете и во една индустрија каква што е турската индустрија и кај нас и надвор, значи и за да влезеш па и на факултетот кај нас на ФДУ не е лесно да станеш дел од одредена класа. Никогаш се немала некој да те подбутна. Не. Предпоставувам, Да. туку твоите веројатно ти давале поддршка. Да, моите се на друг економисти начин. кои што се влюбеници во театарот и кои што кога соопштив дека сакам да пробам да се запишам на факултетот за драмски уметности ми ја дадоа безрезервната поддршка. Што е реткост. Да, што е реткост и ги охрабрувам сите родители што ева, можеби го слушаат подкастов, го гледаат, сите оние кои што ќе видат дека нивното дете нешто многу силно сака, да не го спречат во таа желба, бидејќи многу е важна домашната поддршка. Секако животот носи безброј предизвици, носи сопки, носи негативни аспекти и слично, меѓутоа она што може да го направат најблиските е да го поддржат некој во својот сон. Тоа го направија моите родители и благодарение на нив и безброј други луѓе кои што нели на овој пат ми се нашле, ми ја дале поддршката. Јас немаше да бидам ова што сум без нив. Така што ги охрабрувам сите кои што имаат деца, кои што сонуваат за нешто вакво, кои што звучи многу недостижно, многу, нели, професијата, па не знам, финансиски не е исплатлива, па таму само со врски примаат, па може и да се запишеш на факултет за драмски уметности со врски, ама после публиката нема да те аплодира. Така што Да. пак е тоа кое што што се запишале со врски, па после тоа станале одлични актери. актери затоа што успеале Да. да го дадат максимумот. Дури сигурно и моментот тешко кога да живееш во сенка Да. на родителот. Кога актерот сигурно е многу тешко, да. Кога актерот ќе свати дека само 10% е талентот и се друго е силна желба и напорна работа, односно многу вложен труд, не би рекла напорна, пошто е многу пријатна и убава, ама многу вложен труд, тогаш сваќаш дека не ти треба ни врски ни ништо, ти си требаш сам на себе да си го дадеш целото време да го правиш тоа што сакаш да го правиш. Ова беше интересно, тука ќе завршев ако нема уште работи што сакам да те распрашам. Мене ми е интересно дека ти во моментов доста се интересираш за нови технологии, работиш, не знам колку проекти, пробав да ги наборам сега навака кога доаѓавме, меѓутоа покрај театарот, каде што редовно имате представи, имаш невладина организација со која што континуирано творите и правите културни содржини, потоа работиш во Светот на Биби, редовно се снима и се објавува, потоа како што и самата кажа си дел од филмови и серии, и што заборавам, предаваш од време на време на студенти, предаваше како демонстратор на ФДУ, меѓутоа и многу други работи, и сега си директорка на Скомрахи. Како постигнуваш една и дали мислиш дека треба актерите да бидат покреативни во наоѓањето на работа, и дали имаат повеќе што да понудат од само она што традиционално е познато како актер во театар? Јас се во ваш го наброја, со љубов го правам и за се си наоѓам време. При тоа имам убав приватен живот и имам многу драги пријатели, имам сопруг со кој што нели успевам и приватниот живот да си го реализирам. Така што не сум тип кој што сака само професионално да се реализира, бев еден период таква, меѓутоа сум личност која што многу време си посветува и на себе приватно. Може би звучи невозможно, вака кога стварно се јава како ќе слушнам работите, меѓутоа со добра организација е стварно се можно. Навистина се е возможно. Потребна е само љубов и за се наоѓа време. И знам дека кога ќе ти се јавам да се дружиме некогаш, дека пак ќе најдеш време. Сега може да нема да биде тоа денеска, ќе се најде, да. Така што секоја чест за тоа и мислам дека си мотивација малце и покреативно да се размислува што се може да прави нели еден човек кој што има такви способности како што се актерските, затоа што вие сте многу сестрани, барем сите оние кои што јас ги познавам. Точно. Нели
баш Да, сте креативни во повеќе полиња. Ние актерите многу често, јас многу често во минатото ќе речам, бидејќи сметав дека актерската професија мора да, нели, треба да те избере другиот, зависи од вкусот на другите. Ние одиме на кастинзи, па чекаме дали ќе го добиеме кастингот или не, па чекаме да не викнат на кастинг, па чекаме да не изберат, па да. Не. Значи, акторот е создавачка, творечка професија. Не е професија која што чека да биде избрана. Има толку многу аспекти на нашава професија во која што може акторот да се реализира, само е, нели, треба да си има желба и малце креативност да видам, значи, да, може да ја реализирам, да се реализирам само преку глас, само преку тело, преку едукација, преку анимација, преку... Значи, има нуди многу медиуми, нуди многу аспекти. Само треба да се биде креативен и да се сака и да не се биде мрзлив. Да. Мрзливоста ни е најголем непријател, да. Што се случува со Скомрахи? Ти си директорка годинава, тоа е за тие што не знаат студентски еден од најстариите Да, тоа е фестивали. всушност интернационални студентски средби. Годинава е 31-то издание. Јас сум годинава програмски директор на овие интернационални студентски средби. Заедно со Емилија Чочкова. Со неа успеавме да направиме една навистина многу интересна програма. И беа, значи, испратени беа безброј апликации до европски академии на Балканот, аплицира до околу 30 на академии, а од нив заедно со студентите успеавме да избереме 7 кои што ќе гостуваат годинава. Станува збор за студентски представи од Загреб, од Црна Гора, односно од Цетиње, од Приштина, од Полска, од Истанбул, од Софија и од Букурешт. Покрај театарската програма имаме и 25 филмчиња студентски, меѓу кои што за прв пат имаме и анимирани филмчиња. Ова се случи во благодарение на соработката со Flipbook, односно Жарко, кој што ни ја овозможи оваа програма, кој што и ќе одржи всушност и предавање на тема анимацијата како применета уметност. Во рамки на инаку баш ово издание на фестивалот е на тема вештачка интелигенција, односно што може направи уметникот, а се уште не е способна оваа вештачка интелигенција. Па можеби за некои работи никогаш нема да биде способна. Сигурно, да. Еве, баш не се жегуваме во кампањата, има еден момент, не може ги isprocesirani работните активности што ќе се случуваат во годинешното Скомрахи, затоа што има многу луѓе вклучени, се случува глич на роботчето, ерор. Така што, да, навистина богата програма, ќе има и работилници, ќе има разговори со академиите, ќе има сигурно нешто заборавам, ама може да се погледне на Инстаграм профилот Скомрахи. Супер го испромовира целиот настан, веројатно како директорка тоа ти е една од улогите, ама многу ми е драго дека и те одбрала оваа година токму тебе да те назначат на таа функција и се надевам дека можеби и некои следни години ќе ја извршуваш истата. Сега би сакала да завршиме. Често завршуваме со вештачка интелигенција, со она што е идено во сите индустрии, меѓутоа бидејќи веќе неколку пати ја спомнавме, ќе ја избегнам сега и ќе те прашам на кој начин ти би ги мотивирала твоите студенти, оние кои што не следат, без разлика од која креативна индустрија и да доаѓаат, да продолжат да творат дури во овие времиња на претерана употреба на технологијата за да направи се наместо нас. Денес, за жал, многу често себе си се ловам како ми се диктира што сакам и многу е тешко да го задржам, нели, да го задржам она вистинско, автентично мое чувство на тоа што јас сакам. Значи, диктираат социјалните мрежи, постојано најразлични содржини и слично. Така што би препорачала секој млад човек пред се да открие вистински што сака и да посвети време на тоа што вистински тој или таа го сака. Многу ти благодарам и ние знаеме што сакаме, да направиме добри разговори кои што ќе ги мотивираат тие што не гледаат. Благодарам тебе многу на поканата и на навистина пријатниот разговор.